Добро вечер. Бугарската влада ја тресат оставки, четворица министри го напуштија кабинетот на Петков во пресрет на самитот на ЕУ и евентуалното кревање на бугарското вето. Но лавината оставки тргна и на крај партијата на Слави Трифунов, која предизвика сепак кризата. Кирил Петков е пред испит да успее да обезбеди мнозинство, односно 12 пратеници и да ја задржи владата, да направи малцинска влада, да создаде ново мнозинство за нова влада, ако сегашната падне, или председателот да назначи преодна влада, а Бугарија да се подготвува за уште едни избори. Вака или онака, Македонија е заглавена на патот кон Европската унија во политичките игри на Бугарија. Вечера во топ тема интервју со професорот Владимир Бучковски, поранешен специјален представник на македонската влада за Бугарија, и на Skype го имаме Владимир Владимиров, аналитичар од Софија. Останете со нас, почнуваме веднаш по рекламите. Како што веќе најавив, бугарската влада ја тресат оставки, има криза, затоа што не знаеме како се тоа ќе заврши, дали Петков ќе обезбеди 12 пратеници за да си го продолжи своето мнозинство. Се уште не се знае точниот број на пратеници кои ќе му ја дадат поддршката, а во меѓувреме тој даде и изјава. Секако имаше и пресконференција на пратениците кои пак ја напуштија партијата на Слави Трифунов. Како што веќе најавив, мои гости вечерва се професорот Владимир Бучковски. Добро вечер, благодарам што дојдовте. Добро вечер, благодарам за поканата. И го имаме, се надевам, на линија господинот Владимир Владимиров, тој е аналитичар од Софија. Добро вечер, Владимир. Многу ми е жал што не можевте да дојдете во студиото вечерва заедно да разговараме со професорот Бучковски. Меѓутоа, еве, со оглед на вашето кусо време, прво вас ќе ве прашам, ќе преживее ли владата на Петков? Добро вечер на вас, на професор Бучковски и на вашите гледачи. Многу труден е одговора на този въпрос и това е въпрос за $1 милион. Шегувам се, разбира се, но в българската политика последните дни ври и кипи. Кипежа е предизвикан от няколко теми, но основната е енергийната тема. Ке може ли на македонски малце знаете повеќе и македонски, па ако може да не разберете? Се разбира, може да збориме и на македонски. Во бугарската политика у последниве денове има многу интересни случувања и сите тие случувања во нивната основа е разговорот за енергијата. Значи, владата на Кирил Петков е првата влада во Бугарија од 70-80 години па навамо, која обезбеди енергетска независност на Бугарија од Русија, односно од Советскиот сојуз. И ова се што се случува во Софија во овие денови е под овој знак. Значи дека Македонија, која е наведена како причина од страна на Слави Трифунов за излегување на неговата министерка за надворешни работи пред се од владата, не е единствената причина. Кои се другите несогласувања што ги има меѓу себе, со оглед на тоа што беше под лупа ставено и прашањето за воведување на еврото, исто така независноста што велите вие од гасот и можеби набавката на алтернативни горива преку Грција, меѓутоа сепак и дали воопшто ќе станеше збори за една политичка независност. Вака имам чувство дека таа папочна врвка што ја имаат некои партии под влијание на Русија никако не може да се скине. Да, се согласувам со вас. Русија има огромно влијание врз бугарската политика од крајот на Втората светска војна па до денес, и ова мислам за луѓето што ја пратат бугарската политика не е нити чудно, нити странно. Така да во право сте, партијата на така наречениот Слави Трифонов или таа партија што постоеше до денес, ајде така да кажеме, бидејќи денеска мислам дека ќе биде крајот на овој политички проект, од самиот почеток на влегувањето во бугарската нова влада, таа имаше неколку услови. Најбитно е да кажеме кои министри и кои министерства посакаат тие за влегување во коалиција. Значи, Министерство за регионален развој, Министерство за надворешни работи и Министерство за енергетика, за енергија. Значи, трите клучни министерства, Министерство за надворешни работи во однос на прашањето со Македонија,
а во другите две министерства се концентрирани огромни суми на локални пари од владата, од бугарските данакоплатци и од Европската унија. Значи, учеството во владата на Слави Трифонов не беше случајно и то беше под овие услови. А она што денеска пред малку го изјави Петков дека законите се одложуваат секогаш од неколку луѓе од партијата на Слави. Денес стана јасно дека оваа врска е тука меѓу мафијата и Бугарија, слободни луѓе, оние кои се подпираат на државата да работи за нив. Тој практично ги обвини, го употреби зборот мафија кога станува збор за партијата на Слави. Од друга страна, еве и самиот велите, му дал па и некои клучни министерства. Мене тука малце и не ми е јасно во смисла на тоа дека очигледно бил притиснат Петков да влезе во една ваква коалиција кога ја правел владата, која што сега ја обвинува и за некакви врски со мафијата, можеби не директни, ама ги означува со тој збор. Видите, денеска во бугарската политика и во Бугарија има судир меѓу граѓаните, меѓу граѓанското општество, меѓу луѓето што ја сакат европска Бугарија и некои одредени структури, па би можел да кажам и мафијата во Бугарија, која е на 100% создадена и поврзана со Русија уште во 90-тите години. Така да се согласувам со зборовите на премиерот Петков, бидејќи Бугарија е на клучен момент од својот развој. Значи, има неколку клучни теми. Едната е темата со креване на ветото за Македонија и почнување на преговори и одблокирање на европските процеси во целиот Западен Балкан. Втора работа е енергетската независност на Бугарија, а преку Бугарија, вие добро знаете, Бугарија е поврзана со сите своји соседи со цевки, гасни цевки. Преку енергетската независност на Бугарија, сите соседи на Бугарија може да добијат алтернативно гориво, алтернативна газ, плин. Така да и третото е влегувањето на Бугарија во еврозоната и во Шенген, со кој ќе биде завршена европската интеграција на нашата држава. Така да тие се клучни прашања и испадна денеска и вчера дека партијата на Слави Трифонов по сите тие клучни прашања не се согласува и не е согласна Бугарија да биде завршено европска земја. И за крај, со оглед на вашето ограничено време, што предвидувате? Со оглед на тоа што не се знае дали ќе обезбеди Петков пратеници кои ќе му изгласаат доверба, самиот кажавте на почетокот, може да биде и невозможна мисија. Доколку тоа не се случи, на вистина ќе има турбуленции во наредниот период, а тоа значи дека и прашањето за Македонија на Европскиот самит апсолутно ќе биде, нема да биде решено. Видете, би сакал да кажам еден мој став. Ветото за Македонија од самиот почеток не е замислено и не е креирано во Софија. Јас мислам дека ветото, самата акција вето е акција на руските специјални служби и ова е класичен пример за хибридна акција спрема НАТО и спрема Европската Унија. Така да многу трудно, очигледно е дека сите можни клучни руски играчи во Бугарија се уклучени во оваа работа. Прво да немаме оваа влада што ја имаме, и втора работа да се запре европскиот развој на Бугарија и на целиот Западен Балкан. Така да не би смеал и не би сакал да давам некои прогнози дали до крајот на френското председателство ќе се крене ветото, но ова што можам и сакам да го кажам на нашите пријатели во Македонија е дека Бугарија не доби поддршка од нити еден свој партнер во Европската Унија и во НАТО. Нешто повеќе, и френскиот председател Макрон, и вчера во Софија шефот на немската влада Оливер Шолц кажа на Бугарија дека ветото мора да се крене, Северна Македонија мора да ги почне преговорите
за Европска унија, а билатералните прашања меѓу нашите две држави и смеам да кажам пријателски народи мора да се разрешат во тие 7-8 години во кои Македонија ќе ги води преговорите со Европската унија. Меѓутоа, еве, не знаеме каков ќе биде исходот од тоа дали ќе преживее владата на Петков, за да може да разговараме за овие оптимистички работи кога станува збор за владата на Петков. Господине Владимиров, јас ви благодарам многу за ова учество во топ тема. Мене ми е многу жал што не успеавте да дојдете во студиото. Се надевам дека следната дебата со вашиот пријател Бучковски ќе ја имаме овде во студиото, па и дебата на повеќе бугарски интелектуалци заедно со македонски интелектуалци. Ви благодарам многу за учеството во топ тема. Еве, професоре, го слушнавме мислењето на господинот Владимир Владимиров, затоа што факт е дека тој е од она група на бугарски интелектуалци која што ја гледа Бугарија прозападно, а и развојот на Западен Балкан кон Унијата се гледаат јасно неговите ставови. Меѓутоа, се сложувате ли со овие тврдења дека Македонија е само употребена како иницијатива за излегувањето на министрите на Слави Трифонов од владата, а се друго е може би позадината и рускиот газ, еврозоната и Шенген зоната и самото интегрирање целосно на Бугарија во ЕУ? Ако внимателно ги следевте, ги следите, вие сте медиум кој ги следи и бугарските медиуми, таму во последните неколку дена имаше најмалку 3 битни интервјуа. Најважното беше интервјуто кој го даде премиерот Петков, каде што говореше за новонастанатата ситуација и за несогласувањата кои ги имале со министрите од Има таков народ околу буџетот. Се топ тема таму е буџетот и мнозинството кое јас очекувам дека според развојот на настаните ќе го обезбеди Петков, ќе биде сигнал дали ќе успее да ја стабилизира владата, иако беше решен во првиот момент и со малцинска влада да продолжи понатаму, но очигледно е дека додека не биде гласањето за ребалансот за буџетот, ќе постои таа неизвестност дали ги обезбедил дополнително тие 5 или 6 пратеника. Има многу спекулации. Дали се 7 или 8 од партијата на Има таков народ, кои што се на страната на Петков, дали ќе се обезбедат дополнителни. Денеска Петорица излегува на пресконференција. Да, 5 мина кои го поддржуваат, кои се од групата на министерот за спорт и млади Василев, кој најавуваше дека повеќе мина пратеници, повеќе од 5 се решени да ја напуштат партијата и да действуваат како независни и да ја поддржуваат владата на Петков. Во секој случај, турбуленциите кои настана, а употребата или злоупотребата на Македонија покажува дека околу македонското прашање се прави кохезија на сите овие, условно речено, како и Владимиров што ги нарекува проруски сили во Бугарија, кои се насекаде, од политичките партии, медиумите, најмногу во бизнисот, и тука е во право, станува збор за еден голем судир на двете Бугарии. Не е тајна, значи, уште од времето на цар Борис, кога говори за време на Втората светска војна, дека чувствува дека војската и генералите му се прогермански, дека населението му е проруско, единствено тој е бугаринот или болгаринот, како што говори. Сега се обиде тоа да го парафразира неговиот син саксобурготски, говорејќи за се тоа што се случува во Бугарија, вели, имам чувство дека во овие моменти администрацијата е проевропска, населението остана претежно проруско, остана бугари само Петков или, ако говори Радев, затоа што едниот и другиот се обидуваат да го излечат најдоброто за Бугарија. Очигледно е дека Петков е представник на еден нов ков на политичари, со јасна проамериканска и проевропска ориентација, прозападна, и тој доаѓа во судир, кулминира сега прашањето околу напуштањето на пратениците од Има таков народ, но првиот судир беше повторно со Има таков народ околу изборот на првиот човек на Народната банка, судирот околу неговиот фаворит Карамански, кој е пратеник исто така во парламентот, вториот судир околу војно-техничката помош за Украина,
тука сојузници на има таков народ беа и социјалистите, имаше изјави од председателката на социјалистичката партија која е министер за економија, подпредседател на владата, дека таа никогаш нема да подпише војно-техничка помош која би се состоела од вооружување и опрема, дури навестуваше и повлекување од владата. Да, па беше и прилетот на Лавров кој беше забранет, кој беше, морам да кажам, мало и изненадување, затоа што очекував поголеми турбуленции тука околу несогласувањата. Меѓутоа, она што е битно сега, затоа добро е вие ги следите, работите да се објасни на македонската јавност. Петков мораше да ја направи таа коалиција, иако сега еве го боли глава од партијата на Слави Трифунов. Меѓутоа, која е мотивацијата на оние пратеници кои што сепак излегуваат и од партијата на Слави Трифунов? Тој вели ги подплатува Петков за да му се придружат, ќе се обиде да ги подплати и слично, меѓутоа тие денеска на пресконференција јасно си го кажаа својот став и практично му откажа љубов на Слави. Како тие се мотивираат да излезат од таа партија кои што можат навистина сериозно да помогнат да обстане владата на Петков? Па начинот на кој е создадена партијата, движењето на Слави Трифунов, кој прерасна во еден сериозен политички чинител во Бугарија, затоа што де факто и на првите избори имаше шанса и да направи тој да ја предводи владата, но заради неговото неискуство, карактерот, начинот на кој сваќа политиката, пропушти таа шанса. Прифати да биде коалиционен партнер, но уште кога се формираше оваа владина коалиција, добрите познавачи во Бугарија предвидува дека таа не може да издржи цел мандат. Бидејќи Бугарија досега имала само едно искуство, владата што ја предводеше Станишев, каде што беа представници на ДПС, на турската партија, представници на партијата, движењето на Саксобурготски, тоа е по победата во 2006 година. Тие де факто се сочуваат со една ситуација каде што различни политички провиниенци заедно, заради условно речено борбата против владењето на ГЕРБ, на мафијата, се обединија за да се случат промени во Бугарија. Очигледно е дека разликите околу овие прашања за кои говореше Владимиров, а тоа војната во Украина, агресијата од страна на Русија ги искристализира големите разлики кои постојат помеѓу овие 4 политички партии. Продолжува промените проамериканска, прозападна, демократска Бугарија исто така. Една од партиите која е најпопуларна кај софијанците, кај интелектуалците, која има сериозен капацитет да дава сигнал кога некој работи одат во несакан правец. Во последните неколку недели пред да се случи ова, представниците на демократска Бугарија кои имаат повеќе искуство од продолжуваат промените кои станаа партија пред нецели 6 недели и тие беа движење, предупредува на сериозно влијание на проруските сили и во самата влада. Но од друга страна, кога се прави анализа како ако го прегрми ова и ребалансот на буџетот од владата на Петков, што јас очекувам дека ќе се случи, како евентуално би се гласало во парламентот, затоа што веќе се создава една атмосфера дека за прашањето за Македонија треба да се отвори дебата во парламентот и да се донесе нова декларација, каде што на прво место би било едно од барањата кој го нема ниту во нивната фамозна декларација, ниту во рамковната позиција, а тоа е барањето бугарите во Република Северна Македонија да влезат во преамбулата. Во такви околности, ако ја следите, а веројатно ја следевте, видов вашата најава што беше во вашиот дневник, го споменавте и поранешниот председател Росен Плевнелиев, кој е последниот председател од ГЕРБ, кој во саботата во 24, бугарските 24, излезе со една своја колумна, каде што го повика Радев пред се да ја прекине папачната врвца, го охрабри Петков да се крене ветото за Македонија. Значи, тамо има една атмосфера
и јас очекувам дека ако веќе дојде евентуално до шанса да има компромис во последен момент меѓу Македонија и Бугарија, ќе биде вклучено и бугарскиот парламент и тогаш верувам дека ќе се очекува поддршката за кревањето на ветото и од ГЕРБ, но и од ДПС. Да, од некои пратеници од ГЕРБ, не сите. Меѓутоа, она што сега ги скомпликува работите е ова што се случува во владата. Колку и да сме оптимисти, сепак на Петков не му е лесно во моментот да ги обезбеди потребните 12, затоа што нему од каде може да црпи пратеници е прашањето. Ги црпи овие од Има таков народ кои што му се спротивставуваат на Слави, дали може да се очекува и од други пратеници? Од кои му се можностите? Значи, ова е идеална ситуација за повторно да се зголеми значењето на ДПС во бугарското општество, но тамо има една специфика, дојде до сериозен судир, продолжува промените Кирил Петков со ДПС околу влијанието што го има Пеевски, кој е еден од најмоќните бугарски стопанственици, контраверзен, но исклучително моќен заради влијанието што го имаше претходни медиумски, но и заради представата кај продолжува промените дека борбата против Бојко Борисов и владењето на ГЕРБ всуштост е олицетворение и на функционирањето на Пеевски како еден од неговите најблиски соработници. Тој судир остава многу дилеми. Тој судир се пренесе и на ниво на Европскиот парламент, бидејќи продолжува промените нова партија која, обидувајќи се да се профилира каде припаѓа лево или десно, се ја одбра средината, сака да биде дел од групацијата на либералите, каде што, да речеме, Илхан Ќучук, кој е репортер на Европскиот парламент за Македонија, известувач, е еден од ко-председавачите. Тамо е, да речеме, најмоќен партијата на Макрон е дел од ова либерална групација во Европскиот парламент, но судирот меѓу Петков и ДПС се пренесе и на тоа ниво. Има многу условувања сега од Петков под кои услови тој би се приклучил на оваа групација, при тоа споменувајќи го Пеевски, начинот на кој претходно е поврзана ДПС во минатото со поддршка не само на владите на Борисов, ја поддржува и на Станишев како дел од таа тројна коалиција. Може да направи напорот токму од тука да извлече поддршка. Тука има да речеме за македонското прашање, јас верувам дека таму има сериозен потенцијал и сите пратеници да гласат за кревање на ветото. Како што, ако е ова сигнал од Плевнелиев, еден од најстакнатите членови на ГЕРБ, еден од најблиските соработници. Да, тој може да влие на ГЕРБ, затоа што од друга страна, ева, неговата изјава, јас ќе ја појаснам од колумната, тој вели моментот на вистината за председателот Радев, следните 10 дена се решавачки за Бугарија. Повикува нарачителни политички чекори и ги нарекува проевропејците во Бугарија, ги повикува тој, и тој секако му ја припишува со тоа дека треба се намали руското влијание. Значи со тоа може да делува на дел од луѓето од партијата ГЕРБ. Тој може да делува, тој веројатно знае дел од стручната јавност од онаа која следи политиката во Бугарија кај нас, која е поблиску до случувањата, тој политичкиот ментор и на поредишната министерка за дворешни работи Екатерина Захариева. Тој е исклучително влијателен во ГЕРБ и мислам дека не случајно го има одбрано овој момент во пресред на очекувањата, значи да не беше излегувањето на Има таков народ од владата, се очекуваше дека оваа недела треба да има предлог од Петков пред пратениците околу разрешницата за македонското прашање, да побара мандат за евентуално она најавена иницијатива од председателот Макрон, ако има можност за договор во последен момент, тоа да се случи во Париз, и не случајно во последните неколку недели имаше телефонски разговори со нашиот премиер Ковачевски, првиот пат со Петков, пред неколку дена со Радев. Значи, постојат иницијативи, за тоа говореше и Шолц. Очигледно е дека и
Радев сега префрла топката на европејците, вели вие да дадете гаранции. Значи во оваа фаза кога се подготвуваше евентуално решение, според моја проценка, колку бевме близко, толку и бевме далеко од тоа решение. Затоа гледам денеска почнува веќе да се говори ќе треба можеби дополнителен период, но како и да е, мислам дека Петков беше подготвен да излезе со компромисниот предлог и да побара поддршка од парламентот. Дали во овие околности тоа ќе го направи или не, работите се менуваат, тамо гледаме пред да влезам јас во вашето студио, имаше вонредна пресконференција на Петков, на која одговараше на може да ја видиме таа изјава, може да ја видиме изјавата што ја даде Петков пред околу половина час. Доколку ја преведуваат, режијата ќе ја замолам кога ќе биде готова изјавата да ни сигнализира за да можеме да ја видиме оваа изјава. Да, во четвртокот Петков во Софија се сретна со еврокомисарот за проширување Вархеј, потврдија дека сега од една страна нема договор за повлекување на ветото, цело време велеше и самиот Петков за да го обвинат дека се договорил да го повлече ветото и да му се случи една ваква криза, нема пари, едната реченица што изговараше Слави Трифунов, а другата беше ветото за Македонија. Меѓутоа, зошто јас имам една дилема. Ние цело време кога зборуваме за Бугарија, зборуваме за руското влијание. Меѓутоа, ниту еден европски политичар немам чувство дека тоа го кажува јасно. А јасно ние што е во позадината. Или пак тие стравувања дека доколку падне владата на Петков, се враќа Бугарија многу назад. Иако е во рамките на Европската унија, сите овие работи што ги спомнавме, рускиот газ, еврото, значи сето тоа би можело да падне во вода. Мислам дека ние Лупевска кога се обидуваме да ги поедноставиме работите, говориме низ призмата што значи Македонија геополитички и колку е важна, посебно додека трае оваа агресија на Русија во Украина, на значењето на Македонија што го има геостратешки. Но за волја на вистината, ако гледаме геостратешки, Бугарија е далеку позначајна и за НАТО, и за Европската унија од нас, и оние кои се обидуваат да ја водат и оваа регионална политика, да изгледат решение, се според мене внимателни да не падне владата на Петков. Затоа што тоа што вие велите, што ако падне. И сега се види дека тој вешто избегна неколку стапици. Сега ова е уште еден негов тест дали ќе успее и ова да го прегрми, и затоа веројатно Владимиров е во право, ги знае веројатно и составот на пратеничката група на Има таков народ. Јас толку не сум водил сметка кој од каде дојде, затоа што тоа е еден збир на луѓе каде што не може да се најде сериозна политичка основа или стратегија зошто се заедно. Но во секој случај искористена е веројатно и оваа криза за да се засили групацијата која е против Петков. Да речеме, ако ги следите последните неколку недели медиумите во Бугарија, јас одамна не сум видел такви напади и на лична основа, со продуцирање и на многу пикантерии, лажни вести, под обсервација секој потез, секој движење на премиерот Петков. Очигледно има еден сериозен удар да падне владата. Ако преживее, јас проценувам дека ќе преживее, треба да се види дали во такви околности меѓународната заедница која инсистира на решение до крајот на јуни би ризикувала, ако не е подготвена политичката сцена, ако да речеме она резолуција што ја прочитав на ИПП, на Европската народна партија, каде што да речеме еден од подпредседателите Андре Ковачев, каде што тоа беше и судирот, гледам препукувањето меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ, се гледа дека најмоќната групација во Европскиот парламент прифаќа дел од барањата кои во овие моменти ги разговараме, се бара компромис меѓу Бугарија и ги наметнува како политика и на народните партии во Европскиот парламент. Ако се погледне како беше извештајот за напредокот на Македонија во тој поглед во Европскиот парламент, очигледно е дека се подготвува терен,
но дали сега ќе се реализира заради оваа криза, не знам, но да биде на потес и бугарскиот парламент, бидејќи ГЕРБ неколку пати повторуваше, значи се до приведувањето на Борисов, ќе најдете десетици изјави не само на Бојко Борисов, туку и на неговите најблиски соработници, дали е тоа Митов, дали е тоа Биков, каде што говореа дека треба, ако Петков реши да бара компромис со Македонија, тие би го поддржале да биде кренато ветото, но со истите услови, да се почитува рамковната позиција и тогаш како да се сетија дека волшебната формула треба да биде ајде сега не Македонија да биде таа што ќе притискаме, туку Европскиот сојуз треба да се согласи со нас и тие да бидат гаранти дека Македонија ќе го исполни договорот. Така што извинете, еве изјавата на Петков која што во меѓувреме е преведена, да ја видиме. Когато тръгнахме по площадите, ние обещахме нулева толеранция към корупцията. През последните няколко месеца ние непрекъснато се опитвахме да стигнем до това обещание. Но закона за КПКОНПИ се бавеше 6 месеца. Закона за правосъдната система и за нейната промяна се бавеше. Закона за европейския прокурор се бавеше. И винаги се бавеше от няколкото човека от Има такъв народ. Вододема между завзетата държава от мафията и България на свободните хора, България на хората, които виждат едно добро бъдеще за децата си. Петков некако изгледа сигурен, барем во овој настап, обвинувајќи го ја партијата Има таков народ. Некои луѓе вели, значи секако очекува да му се придружат пратеници од таму, меѓутоа тој направи навистина една голема дистинција меѓу она што представува тој за иднината на своите деца, вели, веројатно сметајќи на проевропска Бугарија и оние кои што имаат врски со мафијата. Она што се уште е, например, што може да се смени, а тоа е доколку се смени владата, се менува можеби и политиката кон гасот, односно политиката кон увоз на алтернативни горива. Тоа аналитичарите во Бугарија го предвидуваат дека кога ќе падне владата на Петков, навистина може да дојде до повторно враќање на. Вие зборувавте и за влијанието со оружјето во Украина и слично. Меѓутоа ова е една од најбитните работи. Петков практично се спротистави на таа политика и до крајот на годината само му важи договорот со Газпром, потоа завршува договорот. Се согласувам дека Петков е свесен од каде доаѓа најголемата опасност. Тоа е значи групација на моќни олигарси. Кои, како што рече Владимиров, 70-80 години се врзани со Бугарија. Речеме, тоа беше една од најголемите забелешки на опозицијата контра Борисов, бидејќи не обезбедил алтернатива и ја направил Бугарија дополнително да биде енергетски зависна. Обидот и онаа турнеја што ја направи пред нецел месец на Соединетите Американски држави Петков, каде што директно договараше стабдување на течен газ од Соединетите Американски држави, неговото приклучување на проектот во Грција Александрополус како алтернатива ги направи веројатно дополнително нервозни неговите противници кои не се само во дел од новие проруски олигарси. Очигледно е дека и бугарското општество, обидувајќи се да најде нешто што е најподатливо за негова дискредитација, често ја користи Македонија за предавство, да не биде во овие моменти обвинет само за странување кон запад во делот на енергетиката. А тие што се проруски, нема да кажат ние сме проруски и сакаме рускиот газ да... Но мислам дека и Петков е за тоа свесен, затоа гледате сега говори не влегува во стапицата која наметнува со она што го видов со ние неартикулирани извици на интервјуто кај Дарик Слави Трифунов, кај што вика Македонија, дека тоа е причината зашто ја напушта владата. Тој вели не, успеа таму да влезе мафијата и заради тоа тие се однаметна и не се да го реформираме правосудството, да се бориме против корупцијата. Ако продолжи понатаму, нема каде да бега. Значи на Бугарија не и бега тој судир. И ако имате можност да ги гледате
дел од дебатите, таму се гледа и по настапувањето, да речеме, на најрадикалните, тие се возраждања кои се исто така им се зголемува рейтингот во вакви околности. Костадинов, кој е поранешен подпредседател на партијата на Каракачанов ВМРО БНД, настапува проруски, се обиде да направи инцидент пред 3 седмици кога сакаше да го симне украинското знаме кој беше истакнато на општината во центарот на Софија. Така што судирот тие не го кријат дека е помеѓу тие две струи. Ако на тоа додадеме дека пред 2 месеци кога започна, односно пред 3 месеци, веќе 100 и кусур дена е војната во Украина, дојде до ставката на министерот за одбрана, а тоа беше поранешниот привремен службен премиер, кој меѓу другото беше шеф на кабинетот повеќе од 4 години на Румен Радев. И ако сето тоа се стави на маса за да се склопат сите овие делови, ќе се види дека и оваа провокација што ја прави поранешниот председател Плевнелиев кон Радев е токму насочена кон тоа дека во вакви околности, заради поддршката што има, веројатно Радев е тој што може да помогне на Петков и Василев, кои беа условно речено и негови миленици. Да, меѓутоа Радев од една страна вика очекувам и владата и пратениците додека одлучуваат за сопствената политичка иднина да не ја забораат својата голема одговорност кон граѓаните, ветувањата за справување со инфлација, социјалната и економската криза. Нивното однесување по овие прашања не зависи само од довербата во сопствените политички формации, туку и од довербата во политичкиот систем во Бугарија. И изјава државничка председателска. Од друга страна, ова што спомневте вие со министерот за одбрана, ова алудирање од страна на Плевнелиев кон Радев, нереформираните служби за безбедност, разузнавачките служби, се она тие не крија во последните неколку месеци имаше директни акции на бугарските истражни органи, каде што и во разузнавачките служби беа инкриминирани повеќе лица кои меѓу другото работеле, тоа е онаа варијанта за кој говори за хибридните закони и хибридната војна Русија визави НАТО, каде што работеа и на подкопување на добрососедските односи меѓу Македонија и Бугарија, напорите кои почнаа да ги прават Петков и Ковачевски. Така што од првиот момент, веројатно, првиот месец беше само еден месец за Петков и околу македонското прашање. Ги формираше тогаш групите. Првата посета беше во Македонија. Се тргна со голем ентузијазам до како го условно речено потисна другите домашни проблеми и овој притисок за кој почнавме да говориме се искристализира посебно по руската агресија во Украина, сето тоа добија на поинаква димензија и реално Македонија не беше приоритет. Притисокот на меѓународната заедница да постоеше, но уште еднаш повторувам, мислам дека во ниту еден момент меѓународната заедница, посебно ако сакате и французите, германците, американците, не преминаа со таков притисок, водејќи сметка дека алтернативата на Петков ќе биде веројатно катастрофа за овие интереси. Дефинитивно е така, меѓутоа Петков секогаш ги менуваше нели изјавите, една ќе биде за македонската јавност, друга за бугарската. Тоа беше сериозна грешка. Јас и во Софија кога давам изјави, често и таму сум присутен во медиумите, мислам дека со тоа ги изгуби симпатиите кај нас. Јас очекував да биде по-директен во испраќањето на пораките околу барањето компромис со Македонија. Да, меѓутоа и самото вето. Значи, од една страна добивме прво впечаток дека има надежда да се тргне ветото, од друга страна тој и на европредставниците кои доаѓаа кај нив го условуваше ветото со уставот и слично. Дури и по завршувањето на статистичката операција пописот кај нас, кога се види дека нема доволно бугари кои би ги ставиле во уставот, затоа што така сите што живеат во Македонија веќе треба да бидат ставени во уставот, тој и сега го условува и не се откажува од тоа прашање. Верувам дека и самиот свесен дека тоа не може туку така да се случи, меѓутоа притиснат што велите можеби и од другите проблеми се одзва на тој популизам што му го наметна останатите партии. Исто тоа го правеше и Радев, дури беше и порадикален. Радев е подоследен во таа политика која промовира во последните неколку години.
всушност тој и беше еден од креаторот на создавањето на атмосфера дека Бугарија треба да изготви декларација во парламентот, свикувајќи ги представниците на нивната историска комисија, имаше заедничка средба со представници на Бугарската академија на науките и всушност тој како да ја наметна дебатата во парламентот дека треба да се одговори на неисполнувањето на договорот од страна на Македонија. Така всушност и дојде до таа фамозна декларација. Но како и да е, мислам дека Петков во нашите очи го гледаме сега сосема поинаку, кога сваќаме дека се што правеше, веројатно го правеше ова да не се случи и со Има таков народ, со социјалистите и беше непрепознатлив на моменти, не беше оној кој цврсто газеше дека ќе најдеме во духот на европските вредности излезно решение и на крајот како да препушти топката повторно на Радев. Затоа веројатно и последниот разговор на председателот Макроне со Радев, а тој на Шолц му порачува добро, ајде да најдеме компромис, но вие да бидете гарант. Како ќе биде гарантот да најдеме правни механизми во преговорачката рамка. Мислам дека тука некаде се бара и се бараше компромис. Да, меѓутоа Петков беше интересен дури на самото присуство на отворањето на клубот Ванчо Михајлов, каде што урото, морам да кажам, го водеше партијата Има таков народ и министерката за надворешни работи, тој влезе дури во една таква ситуација да се појавува и на настани кои што не одеа во прилог на она што ветуваше и се обидуваше да го направи. А колку и да сега Слави Трифунов вели дека неговата министерка не била информирана и ја маргинализирал Петков во однос на прашањето за Македонија, јас напротив имам обратен впечаток дека тие толку многу доминираа со една негативна енергија кон решавањето на проблемот, да ние всушност во последно време само зборувавме за инциденти, за клуб и за нешто што е сосема надвор од она што требаше да се случува. Дури ја наметна на владата на Петков оваа политика сосема. Тие наметна, значи првиот судир се гледа да речеме дека министерот за спорт и млади бил лојален на Петков и затоа веројатно и ќе остане. Нема да ја прифати неговата оставка. Имаше многу шпекулации дека министерот за енергетика, кој исто така е експерт Николов, дека можно да остане во владата. Дури имаше и такви сигнали ги даваше председател на бугарскиот парламент Минчев дека би биле стректи ако тој остане во владата. Но од првиот момент дојде до обелоденување дека не функционира Министерството за надворешни работи и кабинетот на премиерот Петков. Во делот на кабинетот е еден истакнат експерт Чернева, која е и советник за надворешна политика, за меѓународна политика на премиерот Петков. Постојано се шпекулираше дека се водат две паралелни политики, едната проевропската, прозападната, проамериканската, поблизу да дојдеме до решение предводена од кабинетот на Петков и од Чернева, а другата ригидна политика на Генчевска. Се до онаа посета пред 10 дена, каде што и нашиот министер Османи говореше дека во конструктивна атмосфера 2 дена по 7 часа се разговарало и тоа беше некој сигнал дека успел Петков и да ја внесе Генчевска во проблемите и таа на крајот да се договори, како што вели нашиот министер, за формата, содржината на крајот да остане. Ама очигледно се било однапред смислено сценарио веројатно. Не сум и јас убеден дека сето тоа не беше едно сценарио кога веќе се знаело дека може да дојде до судир. Како кажа господин Владимир Владимиров дека не може да погоди што ќе се случува, дека не може да неизвестно е дали ќе може да се обезбеди мнозинството за опстанок на владата на Петков. Меѓутоа она што му се можности е едното, вие спомнавте идејата за малцинска влада, да го задржи мнозинството ако се гласа за ребалансот и тука да се види колку поддржувачи има, да создаде ново мнозинство и нова влада која што нас би ни одела во прилог ако има пратеници кои што ќе поддржат да се симне ветото, или пак да се, ако падне владата, председателот да назначи преодна влада и да се организираат избори. Многу сценарија се сега во оптек. Еве, која од овие за вас е можеби најизвестно? Знаеме кој е најпозитивно. Да се за мене е најнепосакувана варијанта да има нови избори и мислам дека тоа е
непосекувана варијанта и за мнозинството бугарски граѓани и мислам дека ќе биде тој притисок се посилен и посилен да се прегрми зимата, да се најде решение, да се поддржи владата на Петков, да донесе, имаат на дневен ред да носат 22 закони од кои им зависи помошта што треба да добијат од Европската унија за справување со посткризите кои кулминира и со нова економска и енергетска криза. Говорат за пари 4 милиарди лева, се над 2 милиарди евра, значи очекуваат помош, а тие се во преговори околу носење на, како што реков, 22 закони. Ако парламентот се во најнеповолна варијанта се распушти, мислам дека тоа ќе биде и дополнителна криза, голема неизвестност и мислам дека тоа нема да дојде. За мене е поизвестно дека Петков ќе го обезбеди мнозинството, но не знам дали ќе има доволно и можности тоа мнозинство покрај сите овие накалемени проблеми да влезе во решавање во парламентот на македонското прашање. Да, тука ми е следното прашање, доколку преживее владата на Петков, дали ќе се осуди воопшто да разговара за симнување на ветото, или пак од друга, тоа се две можности, доди храбро до крај, ако веќе му обстанува владата, да го реши ова од дневен ред, па потоа затоа што веќе го има мнозинството. И ако го обезбеди мнозинството, полесно ќе му биде во моментот кога го има тоа сето да го реши. Председател Росен Плевнелиев, кој е исклучително мудар, му предвидува дека тој не може долго да трае. И затоа му вели, истото го знаеш и Ципрас, па беше решителен, направи нешто што заради кој влезе во историјата и остана на политичката сцена најсилна опозицијска партија. Значи, тоа се другите калкулации, тоа е разликата меѓу лидерите и обичните политичари. Мене за жал неколку потези кои ги правеше Петков во последниот месец дена остават и кај мене резерви дали е подготвен за еден таков решителен чекор. Инаку, според мој процен, како тој реши ова прашање да биде во парламентот, тогаш ќе добие поддршката и на дел од пратениците од ГЕРБ и од ДПС. Мислам ќе го има мнозинството. Мислам дека ќе го има мнозинството. Но тоа се други калкулации кои ќе ги прават веројатно и тие во следната недела. Нема многу време и до самитот на Европската унија, затоа времето сега и нему е сојузник, но и кај нас како веќе сите да има замор од ова исчекување, така што не гледам и кај нас има некоја еуфорија дека само заради Слави Трифунов и неговите министри нема да стигнеме до целта. Не, јас мислам дека ние се откажавме некако. Па дури прерано според мене се откажавме, но ова сега се покажува дека онаа средба што има Осман и Генчевска пред 10 дена, барем ако не успееме сега, верувам дека и новиот министер за надворешни работи ќе продолжи таму каде што стигна, затоа што на средбата не говореа само тие двајцата, туку говорија експертите кои во меѓувреме и се обидуваа да дојдат до некои формули како да се надминат отворените прашања. Да, битно и кој ќе биде министер за надворешни работи, многу неизвестности. Да, големи се прашањата кој ќе биде министерот за надворешни работи. Затоа што се гледа дека во Бугарија, ако е од друга партија, тој се наметнува своја политика и не е секогаш како што беше со Генчовска во корелација со Петков. Се надевам дека Петков овој пат тоа нема да го дозволи и ова ќе му биде лекција дека барем во клучните министерства, ако може да преживее, да се спаси и да не става за енергетика или за надворешни работи луѓе кои не ја поддржуваат неговата политика. Јас ви благодарам многу за оваа анализа. Добре повеќе да знаат македонските граѓани што се случува во Бугарија, затоа што за жал таму има многу повеќе дебати и многу повеќе дискусии околу целата ситуација, не само во Македонија. Меѓутоа се надам дека тој мост на дискусија ќе го направиме и ние овде, па ќе можат повеќе да знаат за случувањата таму. Ќе се обидеме и овај новоформирана платформа за македонско-бугарско пријателство има таква идеи, мора дел од дебатите кои ги водат тамо врвни интелектуалци кои имаат влијание на поширокото јавно мислење, а се за компромис, за кревање на ветото, да ги чуи македонската јавност, затоа што има впечаток како од Софија само да ги примаме лошите сигнали, лошите вести, а не обрнуваме доволно внимание на битката и на видни интелектуалци кои говорат дека сега вистински
истинскиот момент за кривање на ветото. Ви благодарам уште еднаш. Во продолжение на емисијата ние ќе видиме и изјава на еден представник на Бугарско граѓанско здружение. Какво е пак нивното кој што беше за време на во ФАНЕР во Истанбул, какво е нивното мислење, дали би реагирала бугарската црква на она што се случува со постапката за добивање на автокефалност на Македонска православна црква Охридска архиепископија, особено за ова последното Охридска архиепископија, но за ова веднаш по рекламите. Останете со нас. Во продолжение остануваме на односите со Бугарија, но овој пат за црквата. Какво ќе биде мислењето на Бугарската православна црква не се знае, бидејќи се уште не заседавал синодот, а реално се случи многу брзо за само еден месец, вели во разговор за Тилма Николај Колев од Здруженијето Православна Бугарија. Тој истакнува дека се очекува само еден епископ од Бугарската православна црква да изрази несогласување со постапката за добивање на автокефалност на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Таму има навестувања дека Бугарската православна црква не се согласува со името Охридска архиепископија, но еве го неговото мислење, со него разговараше во ФАНЕР во Истанбул мојата колешка Билјана Ставрова. Кој е вашиот став за ова црковно соединување кој се случува денеска и тоа на празник? Първо, много се радвам за големия празник Петдесетница. Доколкото знам, Петдесетница Свети Дух е и празник на Македония. Аз специално дойдох от България за този празник, защото имам много приятели от православната църква в Македония, много приятели свещеници, монаси, обични и верници. И така или иначе днес е голям празник за всички православни християни, където и да се намираме, но аз исках да споделя празника с моите приятели от Македония тук, защото мисля, че вече днешния ден и днешната служба в пълна степен връщат църквата в Македония в канонично общение с цялото православие. И за мен е голяма радост. Очаквам и да приема свето причастие сега от ръката на македонски архиерей, македонски свещеници и цари градски, разбира се. Така че за мен е голям празник. Исках да го споделя с моите близки от Македония. Како мислите на ова, како би го прифатила православната заедница во Бугарија? Аз знам доста добре каква е възприятието на църквата в България. По принцип има много свещеници и архиереи, които отдавна чакат и искат вече да започнат да служат заедно с македонските свещенослужители. Биха искали да дойдат в Македония или да поканят македонски архиереи или свещеници в България. Така ли е, че през годините винаги има много добри връзки на неофициално, неформално ниво, не богослужебно. Има много връзки, има много приятелства от двете страни на границата. Много наши монаси, владици, свещеници се познават с вашите. Имат добри контакти. До сега Бугарската православна църква не даде никакво съобщение после сите добри вести, кои што дојдоа од Вселенската патриаршия. Мисля, че ние през последните години нямахме възможност да някакси да участваме в тези процеси, които се случиха. Първо, защото ние не бяхме замесени в каноничния проблем на Македонската църква и не можахме и да помогнем много. Мисля, че официално становище трябва да има в някакъв момент. Аз, разбира се, не съм официален представител на Българската църква, не съм духовник, но нормалното становище, както на българската, така и на останалите църкви, като руска и другите, е нормално да бъде приета Македонската църква в общение с всички останали църкви. Предполагам, че и при нас това ще се случи в даден момент, но просто трябва да има събор, синодално решение, синода да се събере и по този въпрос да... Главните критики кои што дојдоа беа околу Охридската архиепископија и Бугарската църква се смета дека потекнува од неа. Това го пише в нашия устав, само че имаме конкретно един архиерей, който говори по тази тематика. Аз с уважение към него, но мисля, че той не е достатъчно запознат с документи, литература, исторически неща. Охридската архиепископия има свой собствен път.
По принцип, Охридската архиепископия съществува в момент, в който и Търновската патриаршия в България съществува, като две отделни самостоятелни църкви. Така че въпросът е сложен и аз бих препоръчал и на нашите духовници и християните и в България, и в Македония да четеме академик Иван Снегаров от Охрид, който е голям богослов и църковен историк. Пак повтарям, от Охрид. Той издава своите книги в началото на 20 век в София. Има двутомна история на Охридската архиепископия, която мисля, че много ясно показва сложната историческа съдба на архиепископията. Тя показва, примерно, гръцкото влияние в архиепископията на гръцки език, че била е свързана с Цариград. Така че това е много сложна тематика, но аз знам много хора в Македония, които четат книгите на Снегаров, който е блестящ, много добър църковен историк, познат в цялото православие. И там е описано сложната съставеност на архиепископията и така. Благодарам. Благодаря и аз. Какво ќе биде мислењето на БПЦ ќе се види на нивната синодска седница. Јас ви благодарам што вечерва бевте со топ тема и понатаму следите ги вестите на Телма и на нашиот вебсайт, на нашите социјални мрежи, да видиме што и понатаму ќе се случува со опстанокот на владата на бугарскиот премиер Кирил Петков. Останете со Телма.